Pa sigurno дека не знаете. А да ви кажам, ајде, ќе ви кажам, јас сум заљубена. Да, заљубена. А знаете во кого? Во Сашо. Да. Праведна! Ама дори ме ти ме изплаши. А што ти е тоа во раката? Што е бе, види, ништо нема? Како ништо кога криеш нешто? Како да не сум крија. Ага, еве го. Леле, колку убав мотор. Ова е сигурно неговиот мотор, а? Да, бе, да. И велиш, заљубена си во него. Како што веќе слушна, да, бе, до уши. Ама чекај, ти си заљубена во Сашо или во моторот? Ама дори во мотор. Во Сашо, па се разбира. Каде најде во него? Па тој е гангстер. Сега, гангстер или не гангстер, тој ми е првата љубов, бе. Деца, а која беше песната за првата љубов? Прва љубов, како се кати? Тате, да се прикрасите кај не наодна Не го ли фатите книга да учите, само од улици скитате. Ако не сте во зграда на походниците, тога сте во визба. Ако не сте во визбана, пред зградава. Сметате да луѓето не. Којте фатите книга ме багабон и ни дајте. Не е лошо, војчичко Митко. Ама остави го. Весна, а како е тоа да бидеш заљубена? Заљубена? Да. Па бе, ти не знам како да ти објаснам. Како не знаеш, ти си заљубена, не јас? Па, да, ќе ти објаснам со Пеперу. Кога си заљубен, по некакви пеперу, да ти летат во стомак. Чекај, Пеперу ти во стомакот. Чекај, не Пеперу, како Пеперу? Како ти да ти летат нагоре и нагоре. Весна, молчи, гања машките. Здраво, Митко, здраво. Денес во 5 часот на програма. Вие две, појдете порано, за да изчистите висмата. Кире, висмата е заклучена со голем казан. Драганчо, ти да стануваш? Не, ми мајка. Значи така, саканувањата на Чичко Митко се исполнија сега што кажуваме. Тоа е нашата прилика, а ние немаме каде да одржиме. Кире, Што е, Матеја, што е? каде си? Еве сум бе, каде сум? Мама, нема да одиме и да купуваме. А ти, дали можеш барем 5 хиляди да ме оставиш? Ајде, одете со него купување. Што ме караш пак мене? Мама ми рече така. Па кажи ли ти на мама, дека јас не доаѓам и подсеќа на приредбата што треба да изследуваме. Се уште не сум подготвил. Ама бате, ајде да дојди ти со нас. Навистина, бате, и јас сакам да дојдам. Не доаѓам, мислам дека бев јасен. Ајде сега и двете одете си. Кире, што правиш? Папа Теја е едина да заслужува така да се однесуваш кон нив. Смирете се. Да, Кире, па требаше да бидеш помек кон нив, тие се помали од тебе. Ајде, немојте да плачете, смирете се. Добро, ние сега ќе си одиме. Кире, Весна, бети. Што сега ти Мислам дека треба да се вратиме на темата на тоа претходно разговарање. Ајде да се вратиме, Па јас гледам од тој Чичко Митко, мислиот е гарганула, ние малите струмци. Што е сега? Ајде, сега не е хубаво да го Ајде. Пуште сте тука, селте на улица. Тоа е Чичко Митко. Како изненадување. Добар ден, Чичко Митко. Моля, ако земам некој шкафне поделево, ќе ви дадам ја вас добар ден. Немој така, Чичко Митко. Ајде да помогнеме. Што правите, бре, не занимајте си заедни? Да ти помогне, Чичко Митко? Да ми помогнете? Да. Ние на училиште учехме дека треба да им помагаме и да ги слушаме во тазите. Вие одите на училиште? Да. И таму учите? Колку смешно! Ова не го знаем. Вагабонки примали на училиште. Ајде, Смирете се,
Вратете. Тук! Дай. Що ти тут? Знаете што? Ние вака четворицата би сакале да ве замолиме за нешто. Да ме замоли. Да. Ајде замолете ме да... Ајде. Шкомитко, утре ние Утре трябва да одржиме нашата приредба. одржете. Сега не те молим, ако ти сакаш. Да ни го дадеш ключот од визбата, а? Аха. Не може! А ти се молиме, што ми това само уште денес и утре. Реков не може и точка. Сите какви ни се продадени, трябва да се срамите пред другарчинята. Што ми казва, ако ми се продадени? Дал, че се срамите или не? Я не се срамам. Хайде да кажем. Работи, знаете. Да, значи вие бяхте толкова добри со мене, а? Ечичка ми, дойде дай. Ево добре. Сега ще пазиме. Ей, ти, знаете што го? Ще велите да одиме во напуштениот замок и да видиме дали можеме таму да одржиме нашата приредба. Доста да ранчо, и самиот ти знаеш дека вратата е заклучена и дека никој таму не влегува, освен чуварот. Зонем не си ги видел? А кого треба да го дам? Никој од вас до сега не ги видел. Ама што да видиме? Дајте ме добро. Некој ден стоев на автобуската постојка и ја чекав мајка ми. И потоа? Тој момент тешката поста зачкрипе. Зачки. Нека се откри. А од неа излезе девојка и едно малечко девојче. Не беа девојка и девојче. Самовила едно малечко ангелче. Сега бе, Драганчо, ама кажи ми, зошто повторно лажеш? Драганчо! Ево да мој каза свој очи ги гледа. Самовилата имаше кожа бела како снег, коси жолти како злато, бел фустан, чии крајшта паѓа реч крила. А ангелчето до неа имаше шарен фустан и беше убаво исто како самовилата. А и двете држаат црни стапшиња со големи звезди на врво. Ајде бре, Драганчо, па ако веќе си ги видел, зарем не помисли дека тие можат да бидат некои посетителки на напуштениот замок? А можат ли тие посетителки да замрзнат со стапчето и веднаш да исчезнат? Како да не доста, не лажеш, како може да исчезнат? Така убаво да ги снимам. Не само лажеш. Ама ви видов со своите очи. Беа прекрасни, исто како да народ некој певашка. Доста, само нешто измислуваш. Ајде, Драганчо, те молам, престани да лажеш. Не лаже! Не лажеш. Да, не лаже. Би рекол? И јас ги видов, ама не сакав да ви кажам вас двајца. Од имени че ми се смеевте и че ми велевте дека лажам. На вистина, како што рече Драганчо, самовилата имаше кожа бела како снег, коси жолти како злато, а фустанот ти беше... за фустанот Драганчо излажа! Точно е, не беше бел како што рече ти, ами црвеникав, чии краишта паѓа како крила. А пак ангелчето имаше розов фустан, а не шарен, Драганчо. Така, и на стапчињата, на врвот имаше кругови, а не звезди. Не кругови имаше. И двајца да лажете, како е можно да ги видите истите девојки, различно облечени со поинако знамче? Дели деца, не е можно. Можно е! Можно е! Престанете да се карате. Јас мислам дека сега сите ние треба да одиме таму и да провериме дали е точно сивова, што ни го кажа Бети и Драганчо. Е така, по право си. Да одиме и да провериме. Чекај. Че одиме само јас и Драганчо. Ако е вистина и ако има услови, ќе ве викнеме да дојдете. Договорено? Договорено. Каде е Драганчо? Зошто пак јас? А кој сакаш да дојде? Ако не ти. Земи некој друг. Абе Драганчо, дојди ваму. Ако не ти е стран да видиш толку голема купкавица, види, пред сите деца, а особено пред девојчиња, дај да тргнеме кај нив. Добро, но јас внатре не влегувам. Не
негова, от него ще го пуска. И отидохме. Довидување. Весна, знаеш ли ме се връбската? Леле, колко е убав. Vesna, веднаш дойде дома. Vesna, леле майка ми, сега че ме отепа. Довидување, бе, се гледаме вече. Завидување. Ajde, мамо, па не ме остави ниту половина час. Не сум ја оставила ниту половина час. И тоа ти беше многу. Ajde, легвај напред. Имаме гости. Гости? А кој дојде? Сполтивко? Не, викај, кој да ти дојде, ајде. Здраво, Весна. Ето, мило ми е што те гледам. Кога ти одамна не си дојдена на посета. Како си? А тетка ти е добро. И тоа многу добро. А сега ти... Да седна? Не. Оди да учиш. Чекај, ме викна од кај пети, за да одам да учам. Ана, мила, немој да ми кажеш. Јас мајка ти имаме работа. На вистина, не можам да ги разберам до здравствуве. Добро, те... Ама не се лути, Весна. А оставја. Таа сега мисли дека се околу неа ќе врши. Верувај ми, за 5 минути ќе се смири. Добро, нека биде така. Ајде да продолжиме. Секако, но докаде застанавме? Разговарахме за оно што планирам да го купам. Нели ми требаше 2 тома? Моја помош, пашна. За нека се. Па така кажи ми, најстрегува јас ќе ти дадам. Многу ти благодарам да си одам јас. Ајде, јас да ти дадам. Одамна не сме имале посета. Скоро 200 години. Чекайте, колку рекохте, колку години? 200 години. 200 години! Не сме многу дружелюби, но ми дода да будеме сами. Сигурно нема да се намутите, што ве намамихме овде, во напуштениот замок. Вие нас не намамите. Да, бе, намамаме. Но само за да го доверуваме со вас. Иде, знам дека Митко ја заклучи визбата. Вие не можете да одржите вашата примерба. Но затоа ве доведохме овде и ви го нудиме чудото. Чекай, вие нас не познавате. Да, јас и сестра ми го познаваме. И ние го познаваме. Еј! Драганчо, каде отиде само гледам? Зајде, Лида, дека не можеш да не видиш. Драганчо, слушаш ме? Се слушаш и си ме глас? А ние можеме убаво да ве гледаме. Јас сега дознав. Значи, вие две, тоа го правите со вашите волшебни стапчиња, така ли е? Остави ги сега стапчијата. Дали ви се допаѓа просторот за вашата приредба? Убавно е. Само многу е мрачно. Затоа не грижи се. Што вели сега? Прекрасно. Во убаво однова не може да биде. А може ли нешто да ве кажам? Секако. Синоличка. Како се? Синоличка. Прекрасно име. А чуваш, дали кој ни дозволи да одржиме на приредба овде? Дали ќе ви го чуварот, оставете ни го нам. Одам да ги викнам другите. Да видат само како простор имаме за нашата приредба. Не, кире. Може што е сега? Дојдете пред почетокот на правата. Вратата ќе ви биде отклучена. Многу ви благодарам. Прекрасно сте. Сестричке, слушнали што рече кире? Молчи, Матеа. А сега оди си. Ве чекам за правата. Синоличке, знаеш што? И што е сега? Јас те сакам.
е доволно? Сосем. Що ще речете сега, а? Прекрасно. Ajde, što ste se zdrvili? 3 път за синалище. Ура, ура, ура. Ajde, пошуваме весна. Подготвени си? Да. Тогаш да ги пробваме. Само оние точки, кои най-малко сме ги пробвали. Къде е бе? Енея, Що бъда там? не сака да пее. Како тоа не сака да пее. Па така да не сака да пее. А знаеш што, оди ти сами опрашаја. Бети, што се случува со тебе? Вистина ли ти не сакаш да пееш? Не сакам. Не сакаш да пееш? Не сакам да пея. А зошто бети ти имаш прекрасен глас? Немам. А тоа го потврди комисијата за аудиција на фестивалот. Хајде бе ти, па ние ќе го докажеме спротивно. Не сакам. Нејасно. Зошто не ја примја да пее на сидол? Бе ти, знаеш ли зашто те одбија? Не знам. Па бе ти затоа што немаш врска. Немам врска. Многу ти благодарам. Добро, кажете ми, што лошо реков сега? Како, што лошо рече сега? Немаш врска, ето, тоа и го рече. Ама јас не мислев дека таа нема врска од пеење, туку дека нема врски како пријатели. Добре, ајде, почнуваме. Чекај, со која песна ќе одиме прво? Не знам. Може тоа, на првата љубов. Може. Ќе бидеш ли така
A utremo 5 časov dobro. Vesna, nemoj da lopniš. Slušaj, čekaj me slušaj. Сакаш да видиш? Деца, дали сакате да го изплашиме малку обојлошчичко Митко? Да. Но тогаш, ајде кине, да солни се некаде. Никол хубаво. Јас повторно можам да мратам. Кај ти дојде? Овде е многу темно. Кој си ти? Ја. Ти, што не барам, ти барам. Леле, моли мајко, а овде биде духо. Ако ја страчам всичко ми изгубилте, леле, мой мајко, овде ми Мислам дека повеќе нема да му текне да дојде овде. Што вели Чикике? Убаво го изплашивме, или? уште да сакаше Бети да пее со нас, не редбата че ни беше супер. А сакаш ли таа да пее? Да. Но тогаш оди ти и веднаш доведи ни другарите од составот, за да можете да ја играте, а ние ќе ја доведеме Бети. Ведно. Јас како да добив желба да пеам, да, навистина, јас многу сакам да пеам и сите ми велат дека имам прекрасен глас. Деца, јас ќе ви спеам една песна која се вика Заради тебе, Зоране. Domate,
Животът е тако глади, но ясно меѓутоа за доволна се што постигнат и што имам ваква хирка. Но ти ќе отидеш на музичката академија, не ли? Да, тето. Од секогаш ми ја сакала музиката. Да, е нашата пејачка. Па музиката има неколку ефекти врз човекот. Го смирува, го расположува, ама ти си наранеш од нешто друго. Способностите заедно свој шум. Весна е дете со природни дарби и таленти. Па каква музика имам јас, сега би бил доцна на тебе. Ето, зарем не гледаш, ме засрами пред сите, а и ти, мамо, да, Но, ова е вистина, тетко ти му. Много дисциплина. Ете, гледаш и своите другари се согласуваат. Ајде сега да почнете и се среќа. Благодарам се, најдобро. Не знам. Чичко Митко, овде да седните. Почна след. Вас ве чекаме, Чичко Митко. Ajde. Добар ден, деца! Денес имате можност да го чуете најдобриот сустав од вашето место. Но, украј оваа музичка програма, подготвивме виз надпревар во кој ќе учествуваат вашите другарчиња. А сега ќе ви ги представам членовите на составот Нинџа Желки. Вокалец од известна наречена Саманта Фокс. Соло гитара Кире Банана Мен и клавиатура Драганчо наречен Првиот Гонзалес. Од денес, опоновчтен и дебитант во составот Нинџа Желки, ќе ја слушате Бети, наречена Бети Бук, која ќе биде водител на ова наша програма. Програмата ќе започнеме со најслушаната песна во изминатиот период, а тоа е песната Прва љубов и Саманта Фокс. Доста времитка седи тука. Бе како да седам бе, само да разберам кој им годате клучот од замокон и ќе се разбери со мене. Доста митко, ете јас им го дадов клучот, така ли е? Да,
всичко даде. Да, явно. Види си вагабонд, ако ни ми бре. Абе не се držам кой часата бе, айде. Бе, пусти ме, да види го. Деца, айде с един силен аплаус да ги поздравиме нашите най-стари гости. Чичко Витко и Чичкото чувар на замъкът Чичко Богдан. Браво! Браво! Шоу го било, А сега можем да започнем с нашия а ще видите, много е наш лист на знание да се надпреваруват Чичко Витко и Чичко Богдан. Не, ама я слабо съзнанието, бе, не. Дали се съгласуваме? И молам на надпреварувачите да се качат горе на сцената и да си ги завземат своите места. Правя си ги вземахме своите места. Очите на Сарите, А сега молам нека ни се представи надпреварувачът от моята десна страна. Надпреварувачът от десна страна. представи се да утре да вземеш. Да. Здраво, дечиња. Јас сум Чичко Витко. Не знаете, најдобриот Чичко на светот. А сега молам нека ни се представи надпреварувачът от моята лева страна. Аз съм Чичко Богдан, чувар на замък. Да го поздравиме с един аплаус. За мене вака, а за Богдана Ама можем и да почнеме. почните. Я молам музиката за тишина. И да не им шепоти на надпреварувачите. Да, немој да се потите. И отговара оној кој прв ќе крене рата. Дали сте подготвени? Внимавајте. Првото прашање гласи. Полна е со линии, широки и тесни, со разни задачи и љубовни песни. Што е? Така, Чичко Богдан. Второто прашање гласи. Зај почита роман лист, топка книга, лист по лист. Што е? Ja, тетрадка. Говорот не е точен. Како не е точен да ли ти рече, дај го чита лист по лист. Не е точен. Да го чуеме, Чичко Богдан. Зелка, зелка. Така, Зелка. Говорот не е точен. Ще се отбајаме за Чичко Богдан. Додека сонма нашите надпреварувачи, предлагам да го слушнеме новиот член на составот Нинџа Жил. А тоа е Вети и песната Волга и Баш. Ајде. Ајде, Вети. Cara, tu c'era, sto cuore,
да ја слушнеме најслушаната, најубавата и најпесна. Сакаме, ајде. Аз ми не прашам, ги прашавме на децата, сакате ли? Да. Тогаш Саманта Фокс и Безбук, само за вас, заедно со песната Визба, Стара и гитара. Дали ви се допадна? Тогаш да ги наградиме Весна и Вети со еден силен аплауз. Да го видиме. Ја. Освои 10 поени за писмото. Така беше. И 10 поени за учителката. Така беше, личната учителка. Това се 20. 20 там како? А Чичко Богдан освои 10 поени за тетрадката. И 10 поени за селката. Значи той има 20. Резултатът е нерешен. И сега? Сега ќе ви поставиме допълнителни прашања. Много тежки. От географија. От географија? Ами ја не се спремам за сада и не питам и па спишем. Прашањето гласи. Како? Това прекрасно дете со мило име Миле. Родене, живе и учи во градот на Тутунот. Пример. Така, Чичко Богдан, идем. А сега, последното и решавачко прашање
Що ви сюди? Де то шапка? Ама, слушайте ме. Последното и решавачко прашање ќе го постават нашите гостинки Самовилата и Ангелчето. Кой? Овие две, Да. što razguljet ovi od slabog pora i izvejenje na bolnici. Дека се одмарат нашите преводувачи, предлагам да слушнеме песната Никола, Никола и кој друг ако не е Петко. Браво, браво, ајде. Деца, одговорот вие сигурно го знаете, ама ви молам да не шепотите, да видиме колку знаат овие наши чичковци. Дали сте подготвени? Ајде. Последното и решавачко прашање од нашиот квиз гласи: сладок е како мед, студен како лед. Можеш да го најдеш во целиот свет. Најде. Шекер. Шекер? Да. Одговорот не е точен. А не ли ти рече сладок и како мед, како? Да, ама не е студен како лед. Абе, пак ми запртна. Сладолет исто, сладолет. Кока врди. Победник во нашиот квиз на знање е Чичко Богдан. Кој е тој победник? Чичко Богдан, а? Знам. Знам, така си се договарате вие багабонти. И кој е како вас? Багабон? Зато јас не се ближам повеќе со вас. Ајде, довиждање. Ете, Чичко Митко, как ми се налуči. Не е било първа. Да, ама ние си имаме победник. И треба да го наградиме со нешто. За него и за сите вас. Нашите гостинки, Самовилата и Ангелчето, ќе ви ја испеат песната на криљата на љубовта.
любиш надеж, нели тоа може да се случи во секој момент. Да, ме се. Ајде, сега да смениме темата. Ебе, јас не смирам. Ајде, бе, ти. Како сте? Ајде да гледам. Да, ме гледал, бе, ти. И како беше, задоволни ли сте? Бехте навистина много убави. Вие сте нашите гърби. Благодариме. Браво, не будушете. Не ни е така, не знаете? Браво, слушайте ме друга. Јас имам нещо да ви кажа. Имам много работа. Вероятно треба да си имам. Да ти добачи. Ама Драган, чекајме, дојдеш овде. Ајде, тето, мама, ајде, види, ајде. Ajde, vi majčite s njime. Ова повеќе не може така. To ne može. Така, ти нема да чисти повеќе. Nema. Не, баче да бити. Оди во пејачки, повикување. Сега почиšće s njom. Ајде, а ние да ти помогнеме. Не, ние ќе изчистиме со нашите стапки. Da li će se njima pomagati? Не знам, но ако имаш некаков преопет или желба, ти само побавяй. Сега запни. Hajde, može da zapisi. Možeš je bar da se pomoći. Sinoričke, sinoričke. Ајде, нема колку да бачиш. Еви, мене ме раскажи заред не гледаш, па нема каде отиваш, ќе разбереме каде отишла. Добре, ние сигурно ќе разбереме. Кире, Кире. Što je njega, što je? Da ne bude sinorička. Што имате друго? Знаеме. Еве, кај биле, јас ги барав, мислам да се онамо. Баба дечиња. Што е, бе? Што се мурките сега? Ајде, кренете ги главите, па не пропадна светот. Што е, бе? Што се лудите? Знам. Им е тешко затоа што го реновираат замокот. Добро, деца, па сега видите. Еднаш мораше да се реновира замокот. Ако не се реновираше сега, па ќе пропаднеше и доскоро ќе се уништеше. Ајде, разположете се, ви се мола. Што да правам сега? Кире, Kaži, имаш поздрав од синоличка. kada se vidio? Каде ти ја видам? ти, Драганчо, малото ангелче. Одмah се стига така. Дечиња, навистина
Синоничка и Ангелчето пред да заминат ми рекла да ме поздравам и да ви го дадам ова. Ей, па тоа е ключот од избата. Да, ключот од избата. Само ми рекла пред да ви го дадам, да ми изпълнете една желба. Која? Како која? Не ве подсетува на ништо овој ключ? Песната Визба. Стара. И гитара! Визба, стара и гитара. Ima isto tako